Војната меѓу Израел и Хамас во Газа и руската инвазија во Украина ќе бидат глобалната позадина во времето кога Доналд Трамп и неговата надворешна политика под мотото Америка на прво место се враќаат во Белата куќа. Ништо нема да ме спречи да го одржам зборот пред вас, народот. Ќе ја направиме Америка повторно безбедна, силна, просперитетна, моќна и слободна. Мандатот на Трамп започнува на 20 јануари, но тој веќе разговарал со светските лидери, вклучително и со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и со украинскиот председател Володимир Зеленски. Москва ги негира информациите дека Трамп разговарал и со рускиот председател Владимир Путин. Трамп водеше кампања за брзо завршување на војните. Аналитичарите велат дека тој сака да го испорача верувањето. Кога станува збор за Блискиот Исток, мислам дека на некој начин пораката ќе биде побрзајте и завршете оваа војна. За Украина тоа ќе биде стоп. Трамп не објасни како ќе направи војните да престанат, но чисто ја критикува помошта од милиарди долари од САД за Украина. Брз крај на војната може да значи големи отстапки од Киев, нешто што Зеленски вели дека веројатно нема да се случи. Ми хочемо справедливо закінчення. Сакаме праведен крај на оваа војна. Сигурен сум дека брзиот крај на војната значи загуби. Со тоа што Северна Кореја испраќа војници да ја помогне на Москва, војната во Украина може да има пошироки геополитички импликации во време на ескалација на тензиите на Корејскиот полуостров. Трамп мора да се справи и со Израел, кој се чини дека е фокусиран на максималистички цели, наместо на прекин на огнот, не само со Хамас во Газа, туку и со Хезболах во Либан, вториот фронт на војната. Двете групи се поддржани од Иран. Ја гледаме иранската закана во сите нејзини компоненти и опасноста што таа ја представува. Ги гледаме и големите можности пред Израел на полето на мирот и неговото проширување. Трамп вети дека ќе биде ригорозен во трговијата, особено против Кина. Во својата честитка до Трамп, кинескиот председател Ши Џинпинг повика на стабилни, здрави и одржливи врски. Ши Џинпин истакна дека историјата покажала дека Кина и САД имаат корист од соработката и страдаат од конфронтација. Трамп исто така вети дека ќе ја запре имиграцијата, ветувајќи дека масовно ќе ги депортира имигрантите без документи. Во понеделникот тој го подкрепи тоа ветување, назначувајќи го Том Хоман, неговиот поранешен вршител на должноста директор за имиграција и царина на САД, за прв човек за таа област.